Според православниот календар, во вторник 12 јули се одбележува денот посветен на апостолите Петар и Павле. Значењето на овие двајца апостоли за христијанството е големо и токму затоа верниците ги празнуваат соодветно според црковните прописи. Свети апостол Петар е каменот, како што рекол и Господ Исус Христос, на кој темел е поставена и Светата црква. И затоа и на иконата Свети апостол Петар е представен со ключевите на овоземната црква. А додека Свети апостол Павле бил Савле, голем гонител на христијанството, но на чуден начин му се явил Господ Исус Христос и од голем гонител на Христа станал апостол на Христа. И потоа затоа си представени заедно на овој ден. Во среда 13 јули пак се одбележува денот на сите апостоли, познат како собор на светите славни и софолни апостоли. Иако секој од светите големи апостоли има свој посебен ден за празнување во годината, сепак овој ден црквата го определила како соборен празник на сите заедно. Како и секој празник, и овој празник започнува со вечерна богослужба, потоа следува утринска богослужба следниот ден и со светата литургија заеднички, оние што постеле за време на овие пости се причестуваат и после богослужбата се собираат на трпеза заедничка, а после заедничката трпеза се оде оние што го слават овој празник и се оде на посета и се прослава празникот како што е и редот на и обичаите. Четврток е посветен на светите маченици Козма и Дамјан, лекари, безсребреници и чудотворци, браќа родом од Рим, кои уште како деца биле крстени и воспитани во христијански дух. Имале голема благодат од Бога да ги лечат луѓето и животните од секоја болест и мака, и тоа со едноставно полагање на рацете врз нив. За својот труд не барале никаква награда, освен болниот да поверува во Господ Исус Христос. На нивната благодат да ги лечат верниците им завидувал лекар, кој некогаш им бил учител и под изговор заедно да појдат да берат лековити билки ги однел во планина и ги убил со камења. Чесно пострадале за верата Христова во 284 година.